различни менталитети, не можеш да имплементираш тоа што е во Финска, во Македонија, например, или во Грција, иако е таа членка на Европска унија. Различни менталитети се, различен начин на живење има. Исто така. Грците не можат да имплементираат европски работи. Но? Самите грци тешко имаат да имплементираат некои од тие. Да, тешко бидејќи се медитерански. Медитерански, да. Ние сме предодредени за уживање и комоција. Најдобар модел би бил соодветен, например, на нашата клима италијанскиот, до некаде, да речеме. Иначе се што е побаре, е многу поразличен. Еден мој пријател исто така тврди дека Од Јужна Италија. Сицилија. Па, Јужна Италија струга. Е напали најсоодветно. Се органи. Да. Не, има разлика во како што одиш кон север, така европејското доминира. Милано и долу, Наполи, да. така многу различно. Да, италијанци имат, кажеме, како Милано, не го сметат дори за италијански град, него веќе Јас имам доживено дека само по себе. Југославија, не знам дали има така вообразена смисла, мислам дека културолошка блиски односи со Италија, например. Дека многу од западните влијања преку Италија влегувале во самата држава. Словенија и тој дел од Хрватска што е Истра и околината сигурно. Австрија. И дека и фактички тоа што кажа дека мислам дека убаво спомнам дека Италија е најблиску до нашиот Најдобар модел би бил. Да, а сепак е по просперитетна нација отколку. Значи, очигледно имало различен менталитет во нас. Исто не сум сосетил многу поразлично, значи Шпанија беше некаде. Да, ама сепак има Тие медитерански земји се Да. многу поблиски, дали? Да. Отколку Америка една. Да. Тоа што Тука види, тука е проблем на дипломатијата според мене. Ние имаме најслаба дипломатија во не знам, за разлика од Југославија, кај што јас гледав еден документарец за Кина, МТР отише да прави документарец во Кина. И тој Ратајковски мислам дека беше. И го прашаа дека го стар од времето на мало човек од 90 години 100 таму го живеа, така е дека прва на кајта. Дека и остар. Сега дека декна. Со тоа дека цивилизацијата е многу била на многу повисоко ниво. И сега сакам да кажам зошто Македонија не води таква политика на збративување, зошто не се збративаме со некој италијански град кој ќе има универзитет, од таму многу полесно Скопје и не знам Ботена или Не знам зашто црвен поем е мисловно име да се што го спомнам за сегашни. Не сегашни, генерално за функционирање што се готово мисли за образование или за. Они играат со Бојко нешто да. За култура, па министерство не знам дали функционира тоа организон. Да, збративени градови, па многу големо Југославија, збративени како се вика значи односи каде што на пример што има Финска, значи финците ги речат кои сте вие, додека со Италија пак можеш, значи имаме иселеници, имаме она као Добро, дипломатијата е професија и ретко кој на пример град со темпи од Аризона, има, добро, нон-стоп се збративува со Скопје, например, со Ниндер, има кои што земји. Меѓутоа, работата е тоа што ние немаме дипломатија, немаме надворешна политика, надворешна стратегија. Ако ви текнува, имаше еден кандидат за дипломат Оџер, што бил сакал дипломат да биде, ќе го направи, јавноста ако не реагираше. Не се взимаат профили кои што учеле за тоа. Не може, например, некој религијски лидер да биде дипломат. Јас сум поголем дипломат од Стево Пендаровски. Да. Па добро, верува он и други работи, дека е Господ го цркнал од нива и го однал. Секакви теории. Па тоа беше, значи, со самото тоа колинто отворење што е логична грешка, например, Мила Геча, фински сега не смееш да зуцнеш, а ако зуцна против фински, она против пикот, да, против пикот на знаењето. А ти кажеш, чекај малце, па финска не е само Европа. Или друго нешто што е Европа. Ова се што го дискутираме, тоа го дискутирам генерално голем дел од младите во државата. Сите го збориме, ама никој не сака да го слуша тоа мисли. Они буквално тие екипи што биле во тимот на царство, само тие се. Тие невладени директорчи, невладените директорчињата, тие пустили со ман што кој помага ми прси, не знам. Тие се тие што го дискутираат. Другите нема еден што е да знаат финска и Холандија како ја користиме за пропаганда, те не пишат од живи. Холандија е цивилизација, е една дистрикт Холандија. Не знаат дека има и други делови на Холандија. Турција вчера ни
тоа криминалните браки нас со посочите. Мафија се чел, што беше. Добро. Тоа по-тален да што со попијаше пасоши. Не имахме само пасоши со лични карти, имаше злоупотреби на кога. Не е тоа ништо ново. Епа, не знам, еве може да се изготвува паралелен образовен систем, што вика влада усенка. Има некои партии многу слабо, иако во Велика Британија има тотална влада усенка. Само овие што се сега лабористите си имаат своји министри во сенка, да, и они си изготвуваат паралелни реформи, фактички за кој доаат на власт, одма да бидат спремни. Кај Бицко сигурно не е спремен да... Мислам, спремен е може би до некаде, ама не е спремен да комплетно да преземе власт. Така што ја мислам дека тој начин на паралелно и овакво shadow, да речам, да, која што би си подготувала, како да кажем, еве, не сме експерти за се, меѓутоа, еве за образование, може да се припрема. Зашто таа идеја би била убава да му се каже и на Заев, и на Бицко, и на Шекеринска, и на Ѓорчев, сите тие што Не ги спомнувам, како што на тоа ВМРО последното тоа што ми помислам дека нас младите таа опција да се избере ВМРО за да се замени СДС некој скросен некако оттргната се уште во моите има таа перцепција дека ВМРО се демонизираме на некој начин. И мислам дека ВМРО кај моите не е опција моментално. Не ја гледат, мислам дека како опција, они би го бутнале СДС, но не знам дали сакале да казват, затоа поише се ориентираат може кон левиците, кон некои тука радикални ставиат други Левици имаат голема подршка сега. Од младите има, што револтот има колку канализира. Димитар Пасиев е еден многу интелигентен човек. Веројатно најдобриот завршен студент на правниот факултет во историјата на правниот факултет. И еден од поинтелигентните луѓе кои што ги познавам. И тој добро работи со масите. Да. Сега философијата мене не ми е прифатлива, Да. тој умее да заведе, народски кажам. Не знам, единствен начин освен вака, само во втором веќе, да функционира вака сега во дискусии со дебати за можен надеж дека не слушнат, да кажат, че стварно луѓе граѓани во страна дискутираат што па ќе го примениме тоа што го зборат, за да увидат дека не други што ракусуваат на различен начин, не се само тие што про-ВМРО што ги нарекуваат. Например, јас сум по убедување социјалдемократ. И тоа значи дека јас морам да се согласам со тоа СДСМ што го дискутира, што според мене мислам дека, како викаше Терновски, ако вие сте социјалдемократи, треба да спишете како социјалдемократски од името, па да не се букате. Не знам да кажам, мене ми е, не знам, мене ми е нема смачно, брат. А мислам дека младите генерално ВМРО не го гледаат како опција на тоа. Колку и да се трудат, мислам дека ВМРО на тоа имаат само некаква техничка спрема, немаат некаква содржина за да понудат нешто ново. Мислам дека уште се обидуваат да го земат системот како што си беше. Мислам дека поише се ремотирани тоа што Заев го превзема системот што они го раководеа, него што сакаат некој нов демократски систем да го спостават. Да видиме сега веќе на локалниве избори ќе треба да се види дали ќе има трета опција. Дали малите партии на центарот ќе се обидат да се обединат и да излезат во коалиција. Нешто за што јас се залагам сесрпно да се случи. Ако се случи, тогаш има шанса. Ако не се случи, тогаш... Да, превушувам. Тука е работата затоа што не е само ВМРО СДСМ, не треба да се гледа како партија, треба да се гледа како демократско општество. Значи, веќе ние кога сме демократија, или се декларираме како демократија, ти треба да имаш кој избор. Значи, не треба да биде ова или тоа, или ова кога ќе падне овој да дојде. Не треба така да функционира. Значи, демократија не значи дека само тие постојат. Значи, треба да има избор на поголем спектар на партии, и нека си помали партии за потоа да коалицираат. Значи, треба да имаш избор и тоа е лошото што не функционира тоа кај нас. И голем дел од државите има двопартиски систем. За да има успех на помалите партии, пресутно е да има смена на изборния систем. Значи една изборна Од тоа бегаат кој ѓавол од крст. Ева се да спомнам, мисля се една изборна единица. Мислам дека било... Една Има шанса за сите И повеќе. уште ако ја направиш со отворени листи,
Готово. Мене ми се допаѓа твоето листа, ама чекай сега, јас ќе го кажам. Да видиме Sada кој se е on позманипулира. manipulira sa jedne izbore jedinice sa toga što on je jedinstveno Demek je predložio, a u stvari oni ga protiv nje. On je predložio, ja Они кажа дека ќе се смени преходните уште избори 2016 кога Oni ќе се залага, ама Да. и се залага јавно, ама за затворени Да, врати. и Тоа е нејке. Ами и избори истото го збореа, сега уште така стои, ништо не се знае, дека ќе се собереме сите партии да Па дискутираат. тоа е тоа што пресот кажа, Па мора предлага поблага антидемократична стимулација да се. Да. Или швинка на антидемократична. Само швинка ти кен пут липстик. Не, аз съм го обясни това. Тук не за тук, ама не е за да се да кажеш само. Да поменете нас. Да. Ти ќе кажеш да Кој се избереш денеска само види власт, слика и ги врати ги. Ние сакавме, овие не даваат. Не знам дали ете, може ли треба да се истапи пред нели сме пробали со пленумот тоа, пред пленумот да уваше горе-долу некојаше како институција. За тоа имаше УКИМ тогаш како да речам институција каде што беше како она buffer zone помеѓу студентите и власт. Значи УКИМ беше местото каде што баферот каде што се состанува академии и Ставерски и пленумите. Значи денеска не знам, не постои можеби таков buffer zone каде што би можеле да некако да тие луѓе кои што се на маргините во критичката листа да се сретнат со овие фаши кои што профитираат по Мои не фаќаат дискусија. Не ме видите на телевизија во последен период, никој не искача од функционериве на дебата со било кој. Опраќаат Стојан Шенгелов. Значи секој момент Стојан Шенгелов или Ненад Стојанов Мишков беше Јована. Значи го има job description некако да се Да. избегува на интервју. Може Ти не знаеш чутак на интервју. Да, но тоа